сметам дека председателка решението за свикување на третата седница на Советот на општина Ѓорче Петров е решение кое што според формата има правна формулација која што се однесува за свикување на редовна седница, а не за свикување на вонредна седница. Па ако го читаме диспозитивот на самото решение, во кое што стои дека седницата е свикана по член 23 од статутот на општина Ѓорче Петров, мислам дека треба да биде свикана по член 20 од статутот на општина Ѓорче Петров, заради тоа што вонредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста, сигурноста на граѓаните и во случај на воредни околности. Така да има пропуст во однос на диспозитивот и на едната предлог одлука и на другата предлог одлука. Затоа дискутирам процедурално пред да биде усвоен самиот дневен ред. Во однос и на едниот став 1 и став 2 од новиот закон, односно по член 64, истите напоменуваат дека се однесува за буџет, со што ја потврдуваат мојата почетна теза дека станува збор за ребаланс на буџет, а не за одредени корекции кои што имаат техничка природа. Токму поради тоа, ако брзавме за да ги запазиме законските рокови кои што се однесуваат до 15 ноември, за да извршиме ребаланс на буџет, и тогаш од брзање сме направиле одредена грешка, заради тоа во Трезор не ви поминуваат сметките, бидејќи треба да се направи корекција на буџет. Корекција на буџет значи ребаланс. Во однос на образложението околу платите, ја ценам образложението кој што се однесува на техничка грешка, меѓутоа и ако се повикаме на итноста на оваа седница, ако тоа е заклучено во вторник и вчера во среда, е донесена одлука дека вака треба да го донесеме, а законската одлука за регуларно исплаќање на платите е до 15 декември, тогаш и ако закажевте редовна седница со рок од 7 дена, воопшто немаше да биде загрозено исплата на платата на луѓето кои што се вработени во самата општина. Статутот препознава дека имаме свечени седници, дека имаме редовни седници и дека имаме вонредни седници. А деловникот по член 181 бара образложение за итноста на постапката во која што ние донесуваме одлука на вонредна седница. Токму поради овие десетина забелешки кои што имаат сериозен правен аспект на кој што ние се повикуваме како совет да донесеме одлука, доколку во ваква ситуација не бидат искоригирани согласно законските регулативи, советничката група на Левица, доколку се изгласа дневниот ред со вакви диспозитиви, нема да учествува во работата. Ви благодарам.